Здраво на сите тука, Данови, добродојдовте во Devotional број 22 од Евангелието според апостол Јован. Продолжуваме 13-та глава, почнувајќи од првиот стих. Но овие видеа го споделуваме Божјото Слово, се молиме заедно и ја споделуваме единствената добра вест која што кружи во светот моментално, а тоа е Евангелието. Не знам дали ќе се сложите со мене, живееме во еден многу чуден свет, живееме во конфузен свет, каде што не се знае што е што веќе, не се знае што е вистина, што е лага, не се знае што е добро, што е лошо, има премногу гнев и омраза, нешто смрди како да нешто не штима повеќе во овој свет. Не е истиот свет во кој што живеевме пред 5 години, пред 10 години. Не е истиот свет. Јас имам 28 години. Ако некој има 50 години моментално, ќе рече сигурно пред 30 години светот кој што беше и овој нема никаква врска. И овој свет смрди на лошо и дека е тргнат во удолна насока, водене од сатанисти кои што ги водат владите низ целиот свет, и нормално дека нема дојде на добро. Затоа единствената вест кажувам дека Евангелието на Исус Христос и од секогаш била единствената добра вест, бидејќи тоа е значи добра радосна вест. Затоа споделете го ова видео да прошириме таа радосна вест. Не знаеме уште колку време сме на оваа земја. Мене ми мириса дека ова се последните времиња. Затоа не знаеме уште колку денови, недели, месеци или години имаме или декади од животот на оваа земја, додека Христос не дојде повторпат, а ќе дојде повторпат. Исус доаѓа, Исус се враќа, го припремува нашиот дом на небото, да не земе со него на небесата. Но до тогаш имаме задача да го споделиме Евангелието, да се помириме со Бог, да го прифатиме Евангелието, да одлучиме што ќе правиме со тој Исус. И денес ќе те прашам, кој е Исус за тебе? Кој е Исус за тебе? Дали е само еден лик од Библијата, религиозен лик кој што е глава на христијанството, или е можеби учител, има добри лекции, или е можеби пророк? Дали Исус за тебе е пророк? Дали можеби си муслиман и ти тоа го имаш одлучено дека тоа е така? Дали мислиш дека едноставно никогаш не постои или не веруваш во неговото постоење? Или ти е сеедно, немаш ништо одлучено, или имаш одлучено дека Исус Христос е твојот Бог и Спасител? Кој е Исус за тебе? Ово е моето прашање за тебе на ова видео. Кој е Исус за тебе? А Исус не подготвува за последните времења. Верувам дека овие видеа, овие пораки, каде што дали се само моите видеа, или се видеа и од други луѓе, или разговори со други луѓе, се повикот на Бог кон тебе: дојди си дома, дојди си дома, дојди си дома, дојди си дома. Бидејќи овој свет ќе заврши, ќе дојде крај, нема да има повеќе шанса за помирување со Бог. Светлината ќе запре на овој свет и нема да имаме можност повеќе да го прифатиме Евангелието. Тоа ќе биде или кога Христос ќе дојде повторпат, или кога ќе дојде последниот ден од твојот живот. Библијата вели дека на секој ни е одредено последен ден од нашиот живот, а потоа суд. Но во Евангелие според Јован 3-та глава вели дека Исус Христос дојде на овој свет да секој што ќе поверува во него да не биде суден, но да преиде директно во вечноста, да го заобиколи судот. Бидејќи Исус Христос дојде и умре на крстот за тебе, на твое место, на мое место. Совршеното јагне беше заклано на моје и на твое место. Зошто? Бидејќи ние сме грешни. Јас имам грешено многу пати во мојот живот. Ако сме реални, сите го имаме направено тоа. И тоа направи да бидеме недостојни за влез во Божјото царство, бидејќи стандардот за таму е совршенство. Затоа Исус дојде го изживеа овој живот совршено и како совршено јагне, жртвено јагне беше заклано на крстот. И само преку таа искупителна жртва на крстот ние можеме да имаме мир со Бог. И тоа е единствениот начин кој што ние треба да го имаме во нашиот живот, и единствениот пат преку кој што може да бидеме совршени во Божјите очи, не поради тоа што ние сме совршени, но бидејќи Исус е совршен и неговата жртва беше совршена на крстот. Дозволете ми да се помолам за вас и се фрлам веднаш во читање на Божјото Слово. Фала ти, Господи, за секој ден кој што се вклучува на ова видео. Ти благодарам за нивниот живот, ти благодарам, Господи, што сега си им дал можност телефон, интернет екран да може да го гледаат ова видео, и иако не се наоѓаме во истата просторија, те молам ти, допри го нивното срце, благослови го нивното срце да почувствуваат твојата љубов, твојата светост и твојата моќ преку твојот збор, Господи. Да молам, благослови ги нивните фамилии, прати ангели да ги чуваат, да ги заштитуваат оваа вечер, Господи, или овој ден, кога да го гледаат овој. А сега зборува преку мене,
Да не биде тоа мој зборови, Господе, бидејќи Твојот збор е доволен и Твојот збор има моќ. Фала Ти и слава Ти, Исусе. Амин. Читаме од 13-та глава од првиот стих. А пред празникот Пасха, знаејќи Исус дека му дојде часот за да премине од овој свет кај Отецот, и бидејќи ги засака своите во светот, до крај ги засака. И на вечерата, кога ѓаволот беше вметнал во срцето на Јуда Симонов Искариот за да ги предаде, Исус, знаејќи дека Отецот се му предал во рацете и дека од Бога излегува и дека ќе Бога се враќа, стана од вечерата, ја соблече својата горна облека, зеде крпа и се препаша. Потоа истори вода во сад за миење и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата со која беше препашан. Дојде и кај Симон Петар, а тој му рече: Господи, ти ли ќе ми ги миеш нозете? Исус одговори и му рече: Ја што правам сега ти не знаеш, но подоцна ќе разбереш. Петар му рече: Никогаш ти нема да ми ги миеш нозете. Исус му одговори: Ако не ти измијам, нема да имаш дел со мене. Симон Петар му рече: Господи, тогаш не само нозете мои, туку и рацете и главата. А Исус му одговори: На измиениот треба само нозете да му се измијат, зашто целиот е чист, а вие сте чисти, но не сите, бидејќи тој знаеше кој ќе го предаде. Па затоа и рече: Не сте сите чисти. Ако ги изми нозете, ја облече облеката и седна пак на трпезата, па им рече: Знаете ли што ви направив? Вие ме нарекувате учител и Господ и право велите, бидејќи сум. Ако пак и јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, тогаш вие сте должни еден на друг да се ги миете нозете. Затоа ви дадов пример да правите и вие така како што ви направив јас. Вистина, вистина ви велам, нема слуга поголем од својот Господар, ниту пратеник поголем од оној што го пратило. Кога го знаете ова, блажени сте ако го извршувате. Не го кажувам ова за сите вас, зашто аз ги знам оние што ги избрав. Но нека се исполни писмото: кој јаде леп со мене, ја подигна петата своја против мене. Од сега ви кажувам уште пред да се извршите, кога ќе се изврши, да поверувате дека сум јас. Вистина, вистина ви велам, кој го прими оној кој што го праќам јас, мене ме прима, а кој ме прима мене, го прима оној што ме прати. Штом го рече ова, Исус потресам во духот просведочи и рече: Вистина, вистина ви зборувам дека еден од вас ќе ме предаде. Тогаш учениците почнаа да се погледнуваат еден со друг, не разбирајќи за кого зборува. А еден од учениците, кога Исус го сакаше, беше се навалил на градите Исусови. Нему му даде знак Симон Петар да праша кој ли ќе е тој за кого говори. Тој пак се навали на градите Исусови и му рече: Кој е, Господи? Исус одговори: Оно е на кога јас ќе му натопам залак и ќе му го подадам. И кога натопи залак, му подаде на Јуда Симонов Искариот. И тогаш по залакот сатаната влезе во него. А Исус му рече: Што ќе правиш, прави побргу. А никој од оние што седеа на трпезата не разбра зошто му го рече тоа. Но бидејќи Јуда го чуваше ковчежето, некој помислија дека Исус му рече: Купи ни нешто што ни треба за празникот, или да раздаде нешто за сиромашните. А тој што го зеде залакот, веднаш излезе, а беше ноќ. Кога тој излезе, Исус рече: Сега се прослави Синот човечки и Бог се прослави во него. Ако Бог се прослави во него, и него Бог ќе го прослави во себе, и наскоро ќе го прослави. Чедо уште малку сум со вас, ќе ме барате и како што им реков на јудејците, дека каде што одам јас, вие не можете да дојдете, и вам ви велам сега. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, како што јас ве возлюбив, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици, ако имате љубов меѓу себе. Симон Петар му рече: Господи, каде одиш? Исус му одговори: Каде што јас одам, ти не можеш сега да дојдеш по мене, но подоцна ќе дојдеш по мене. Петар му рече: Господи, зошто не можам да одам по тебе сега? Животот свој ќе го положам за тебе. Исус му одговори: Животот ли ќе го положиш за мене? Вистина, вистина ти велам, нема петол да запее, додека ти 3 пати не се одречеш од мене. Овдека Исус е собран на последната вечера со учениците пред да отиде на крстот и ги подготвува. И последната порака која што им ја дава на учениците да прави, им дава многу пораки, многу поуки низ текот на тие 3 години од неговата служба. Од моментот од кога ги повикува до сега, и ова е последното нивно собирање заедно. Последната вечера заедно како група на Исус со учениците негови. И која е последната порака која што им ја дава, е да се љубат еден со друг, да се служат еден на друг, да се љубат еден со друг. После тоа отиде на Голгота, ја направи жртвата на крстот и после тоа умре и го погреба. И јас верувам дека ова е една паралела за времењето во кое што живееме.
верувам дека ова се последните денови. Библијата вели во последните денови дека љубовта ќе овладе помеѓу луѓето, омраза ќе се јави, конфузија ќе се јави во светот. Но од друга страна ќе има многу поголемо излевање на Божјиот дух во последните времења. И ние сме повикани да ние шириме Божјата љубов во овие времења сега, а ние сме сведоци дека луѓето веќе овладуваат, дека овие генерации веќе овладуваат. Нус појавата на интернетот и на социјалните мрежи и на тоа индивидуализирано општество, јас да се мислам самиот на себе си и веќе не мислам на заедницата, туку самиот на себе си е култура која што надалечува еден од друг, култура која што направи да ние бидеме ладни едни кон други, да бидеме незаинтересирани едни кон други. И Бог не повикува да живееме во љубов. Бог не повикува да имаме пожртвувана љубов, како што тој се жртвуваше за нас, не повикува да служиме на луѓето околу нас, како што тој им послужи на учениците и ни служи се уште. Исус не послужи со неговата смрт на крст. Тој не засака толку многу што го даде својот живот на крстот само за да бидеме искупени од нашите гревови, да можеме да бидеме во Божјите очи совршени, кога ќе застанеме еден ден очи во очи со него, но тоа е возможно само преку Исус Христос. И ние треба да имаме светлината во нас, треба да имаме Божјата љубов во нас во овие последни времења, за да можеме да шириме љубов. Бидејќи во време на омраза, кога некој ќе ти сгреши толку многу, човечката љубов не е доволна да издржи за да врати со љубов. Тоа единствено може да ја направи само Божјата љубов. Кога некој ќе ти сгреши, ќе ти повреди близок, не можеш да простиш туку така. Само Бог може да ти даде љубов во себе, во тебе да простиш на тој човек. Кога некој ќе те повреди тебе, ќе те бутне доле, љубов е одговорот. Љубовта Божја е одговорот. Исус гледаме дека секој пат кога од после оваа вечера, кога ќе излезе надвор, ќе голапсите почнува да го измачуваат и дека секој одговор негов на нивното измачување е љубов, трпение, љубов, трпение, љубов, трпение, со цел да послужи на човештвото. Каква љубов и трпение ние имаме со цел да му послужиме на Исус, со цел да послужиме на Бог, на Евангелието, на луѓето околу нас, само за да придобиеме уште некој. Станав се за секој, вели Павле. Дали станавме луѓе со љубов за сите, само за да ги присвоиме? Дали имаме љубов кон луѓето околу нас? Дали ти ги љубиш луѓето околу тебе, или имаш омраза, или имаш оладеност, апатија, или ти е сеено? Може би ти е сеено, може би си уморен, може би животот има направен уморен, може би се бориш со депресија, анксиоза, спиеш апчиња за тоа, или пиеш алкохол, чашката, не можеш да ја оставиш. И си кажеш каква љубов, ја не можам сам себе да се љубам, не па другите. Библијата вели љубете го ближниот како самиот себе си. Така на едно место го пишува тоа. Но овдека пишува љубете се како што јас ве возлюбив вас. Исус те возлюби тебе. И ти во оваа состојба во која што си не можеш сам да ги возлюбиш другите или да го возлюбиш Бог назад. Тоа што можеш да го направиш е да го прифатиш Исус Христос во твоето срце. Да ја отвориш вратата од твоето срце. Не е важно како изгледа твојот живот моментално. Да го примиш Исус Христос во твоето срце, да одлучиш кој е Исус за тебе вечерва. Дали се уште ќе е една неважна историска религиозна личност која што ќе речеш дека религијата е опиум за народот, или ќе одлучиш дека Исус Христос е жив Бог, како што бара личен однос со тебе и во твојата затворена соба ти да имаш еден однос со него, каде што тој ќе ти исцели од работите со кои што се соочуваш сега и ќе те спаси за целата вечност. Не зборам за одење во црква, не зборам за религија, не зборам за ништо друго, зборам за личен однос со живиот Бог. Тоа го бара Бог Исус од тебе и неговиот дух ќе се всели во тебе. Тоа е радосната вест, тоа е добрата вест, бидејќи во овој свет на хаос ти бараш јасност, јас барам јасност, а јасност е дека Исус е патот, вистината и животот. Исус е светлината на светот. Исус е одговорот кој што ти треба. Исус е едното нешто кое што ти фали да ти донесе задоволство, мир, радост и љубов во твојот живот. А ние во овие последни времења ќе имаме се помалку и се помалку од тоа внатре во нас. Бидејќи овој свет станува се поладен и поладен и позафатен, стануваме се поуморни и поуморни и единствениот начин на кој што можеме ние да издржиме да имаме љубов до крај е ако го имаме Бог во нас.
А Бог во нас ќе го имаме само ако ја прифатиме жртвата на крстот. Зошто? За да бидеме измирени со Бог. Бидејќи Исус Христос дојде на оваа земја, зема човечко тело, отиде на крстот, беше распнат заради мојот и твојот грев, умре и беше погребан во гробот и ги погреба мојот и твојот грев. И Бог вели, не завршува таму приказната. После третиот ден Исус Христос воскресна. И со верата во тоа воскресение ние имаме вечен живот. Библијата вели, ако исповедаш со својата уста дека Исус Христос е Господ и поверуваш во своето срце дека Бог го воскресна од мртвите, ти ќе се спасиш. Доколку сакаш да одлучиш денеска, доколку Бог те поттикнува да одлучиш денеска да го заследиш вечерва, кога да го гледаш ова видео, тогаш повтори оваа молитва со мене, но тоа мора да биде од срце. Мора да ја повториш молитвата од срце, инаку е џабе. Не е само изговорени зборови. Бог има еден јазик кој што го знае, тој јазикот на срцето. Така да не е важно дали ќе се молиш на албански, турски, македонски, ромски и така натаму и така натаму. Моли се со јазикот на срцето. Повикај кон Бог, извикај кон Бог. Секако што ќе ја повика кон името Господово ќе се спаси. А јас ви го кажувам начинот како да го направите тоа. Повторете оваа молитва сам по мене. Господи Исусе Христе, фала ти за твојата жртва на крстот. Фала ти што ги зера моите гревови таму. Фала ти што ги погреба во гробот. Фала ти што воскресна после третиот ден и фала ти што ја победи смртта. Фала ти што јас ја победувам смртта со тебе. Фала ти, Господи Исусе Христе. Ти си мојот Господ. Ти си мојот Спасител. И се каам што до сега бегав во тебе. Не верував во тебе. Но во овој момент решавам дека ти си единственото нешто кое што ќе го следам понатаму. Промени го мојот живот. Ослободи ме од работите со кои што се соочувам. И даде ми нов почеток. Амин. Доколку ја повтори оваа молитва по мене, повторно ќе кажам, од срце, ангели се радуваат на небото, јас се радувам и Бог се радува. И добре дојде во Божјата фамилија. Се гледаме во следно видео. Биде благословен, биде благословена. Те сакам најмногу. Чао.